Кој води во борбата меѓу традиционалниот и дигиталниот маркетинг? Јас сум Ванчо Костурски од Олон Веб Академијата за дигитален маркетинг. Вие ги следите малите совети за дигитален маркетинг во соработка со Инуан Академијата за дигитален маркетинг. Само една кратка дефиниција. Ова е дефиницијата на Филип Котлер за маркетингот и он го дефинира вака. Маркетингот е задоволување на потребите и желбите на потрошувачите преку процес на размена. Многу симплифицирана дефиниција, а според мене дефиницијата на дигиталниот маркетинг, кој што многу помалку е маркетинг, а многу повеќе е односи со јавност, е начинот како компанијата или бизнисот комуницира на пазарот да потенцијалните купувачи ја разберат вредноста која ја нудиме за задоволување на нивните желби и потреби. Како беше и како е денес во однос на маркетингот и продажбата. Се обидувам на еден слайд да ги представам сите предности и разлики на традиционалниот и на дигиталниот маркетинг. Многу беше лесно, затоа што во традиционалниот маркетинг имавме 5 канали и многу едноставни техники за промоција. Доколку имавме повеќе пари, ќе бевме на телевизија и ќе имавме спот. Доколку имавме помалку пари, за да не бидеме на телевизија, ќе бевме на радио, некој од радиото ќе ни помогнеше да го направиме нашиот рекламен материјал и да имаме добар спот. Доколку имавме па помалку пари и не бевме на радио, ќе одевме во некој од весниците или ќе изнајмевме некој билборд или ќе работевме со директна пошта. Ова е една реклама од алкоголите од негде 70-тите, 80-тите години, каде што налетав, каде што многу едноставно, со многу лесна графика, е упатена една рекламна порека до идните потрошувачи или до веќе сегашните потрошувачи. Денеска ова и вака не може ниту да помине, затоа што тука ќе бидат сите оние ситни букви, консултирајте го вашиот доктор или фармацевт, доколку сакате да го користите, така натаму, сите тоа убрзано. Значи, малку канали, едноставни техники и било кој канал да го одберете, дали е тоа радио, дали е тоа билборд, дали е тоа телевизија, дали е тоа весник или пак директна пошта, резултатите беа загарантирани. Денес ситуацијата е малку по-комплицирана. Имаме многу канали и многу техники. Не треба да ги знаеме сите, ниту имаме време, како собственици на мали бизниси, сите да ги знаеме и сите да ги следиме. Току да работиме на оние канали со неколку техники кои што знаеме дека носат резултати. А тоа се Facebook, најчесто, следното собствена веб страна, следното бизнес листинг. Сето понатаму се други канали и други техники и методи и техники кои што треба да ги применуваме откако ќе започнеме да работиме дигитален маркетинг. Ова е едно истражување кое што го започна в 2016-та и тогаш Facebook на малите бизнеси од Македонија на Facebook беа присутни со негде околу 42% поени. Денес ситуацијата е околу 85% поени. Платени постови има околу 24% од бизнисите, денеска имаат 47,6% од бизнисите. Значи, растот за неполни 3 години е 100%. Ова истражување е на примерок од 700 компании и редовно сите оние кои што присуствуваат на работелниците кои што ги работам јас или заедно со Златна книга и со Инван го пополнуваат и така го градиме така ги градиме резултатите од ова
mini istraživanja, koje što pak je napravljeno po urnek na jedno istraživanje od LSE ili Local Search Association od Amerika, koja što je čador organizacija koja što gi objedinува site lokalni listinzi od tipot na zlatna knjiga. Znači, točno znamo kada se reklamirаме, vo 90 и некој процент од бизнисите во Македонија тоа е Facebook. Кои техники ќе видиме натаму. Се поставува прашањето дали живееме во дигитално време. Одговорот ќе го најдеме доколку сме доволно искрени и одговориме што држиме наутро во рака. Тоалетот, весникот или телефонот. Телефонот, смарт телефонот станува наш придружник преку целиот ден и достапноста на интернет и технологијата ја прави и потребата да малите бизниси имаат потреба од дигитален маркетинг. Ги имаме резултатите од мини истражувањата, ја имаме фактичката состојба и да, таа борба на малите бизниси со големите бизниси е борбата како Давид и Голијат. И дигиталниот маркетинг станува полека, но сигурно мејнстрим или главен инструмент за спроведување на маркетинг кампањите и стратегиите на малите бизниси. Доколку се вратиме наназад на истражувањата, каде се рекламираат македонските бизниси, ќе видиме дека само помалку од 5% поени ги користат главните три класични канали за или традиционални канали за промоција. Тоа се ТВ реклами, радио реклами и реклами во весници. Приматот на дигиталниот маркетинг ќе станува се поголем и на нас останува како да ја искористиме оваа ситуација како мали бизниси за да оствариме подобри резултати и во маркетингот и во продажбата. Доколку сакате да добиете бесплатна евалуација за вашиот дигитален маркетинг и за продажбата на вашиот бизнис, кликнете на копчето продолжи, или доколку сакате да користите веб страница и InOne за вашиот мал бизнис еден месец бесплатно, кликнете на копчето започни, а доколку сакате нашиот тим на All on Web да ги води вашите профили на Facebook, Instagram и Google My Business, кликнете на копчето стартове, на сите три копчиња пополнете ги, откако ги кликнете, пополнете ги вашите податоци и ќе ве контактира некој од нашиот тим, дали од тимот на InOne или од тимот на All on Web. За сите пак останати прашања, одговорете ми на пораката во овој мејл или контактирајте ме на имејлот кој што е оставен подолу, мојот и на мојот колега Горан од InOne. Ви благодарам и се слушаме.